Дави сме повторно назад, 15 минути кратка пауза. Не знам, многу теми се отвори. Александра нешто со Моника збореше, јас тука со Анета. Анета би сакала само да ти дадам малку простор да се, затоа што те прекинавме, да се надобразиш на она кое што го кажа Моника, дека премногу генерализираме во државата и дека индивидуално никој некако не сака да се одвои, туку сите стоиме позади масата кога треба да се преземе некоја одговорност. Да, баш тоа Моника го зборува и јас се чувствувам со компаниите точно што го работам, најверојатно тука може и државниот момент да го спомнеме, дека кога работам со компаниите, кога ќе прашам на тие состаноци кој е одговорен за успехот на една компанија, успехот или неуспех на една компанија, и го имаш одговорот сите. И сега викам, ајде викам сега подруго да ве слушнам, викам, кога ќе поставам тоа прашање, одговорете ми јас. Кога ќе прашам кој е одговорен за неуспехот на една компанија и кога ти како вработен во една компанија треба да одговориш јас, разбираш колку е голема твојата одговорност или внесувањето или вкладот во развојот на таа компанија да биде успешна или неуспешна. Тоа што многу пати имаме, нели, кој е одговорен директорот, кој е одговорен сите, кој, нели, значи генерализираме и пак одиме кон тоа дека позади одговорноста треба да стои човек. Јас ова го направив или јас ова не го направив. Па кој да е, така растаме и се развиваме. Ако се криеме позади тоа, нели, сите сме одговорни, колективното, тогаш никој не сноси одговорност и ние не можеме да учиме од грешките кои што сме ги правеле во текот на работењето, во текот на живењето. Дали тоа сега и со несреќата кои што ни се случи, некако сите колективно си преземавме одговорност, никој не се, сега да не навлегувам во детали, меѓутоа да сите ние сме криви, системот е крив. Да. И мислам дека тоа никогаш нема да ни донесе некој раст и развој во било која сфера, нели зборувам. Не. Значи, се додека ние се криеме позади, сите сме такви, сите тоа го правиме, не почнеме индивидуално да се менуваме и да развиваме свесноста, а како јас сакам да живеам и свесноста како родител, брат, сестра, другар, нели како сакам ние да живееме, се додека не тргнеме индивидуално да се менуваме, на колективно ниво нема да се смениме. Да. Значи нема ништо да се смени, ќе се продолжиме вака секој ден едно исто и едно исто. И се нешто некоја несреќа повторно ќе се случува, мислам сега не да е Боже, ама и секој ден сведочиме веќе и од несреќата од кочани, уште низа несреќи се случија и некако се едно те исто вртиме. Јас би кажала дека во Македонија искрено енергијата, барем лично за мене кога одам надвор, кога патам енергијата, кога се враќам дома, мислам дека кај нас не треба да се случи несреќа за да бидеме несреќни. Мислам дека енергијата, негативната енергија која што ја имаме, еве вие земете на социјалните мрежи или правевме муабет, моментот колку негативни коментари на се и се што има. Кога ќе видиме убава вест, да? Приметете колку има лајкови или колку има убави коментари, браво, нешто сте направиле, нешто се произвело, нешто некој иновативно нешто направил, колку имате коментари и лајкови на таква информација и колку имате коментари и лајкови ако видиме нели жолт печат или овај или вака. Конкретно тоа нели разговаравме преска нели околу тоа хейтање, мрзење, кои се све баш зборевме возрастни граници кои што се оние кои што нели коментираат, да. А да се надоврзам нова. Ставам слика од муштерика кој што сме сработил, така. 15 лајкови, 20 лајкови, 2 коментари. Ставам слика, јас со чаша вода. 340, 350 лајкови, коментари раздолав. Да. Намерно не се стават, намерно те саботираат, намерно не те поддржуваат. Колку социјалните мрежи го покрена критериумот за работата и колку не е само критиката од клиентот кој што го завршувате и сработувате, туку е и од целата на... Од социјалните мрежи може да се живее. Значи, колку повеќе се заангажиран на социјалните мрежи, зборам на Инстаграм, на TikTok, на Facebook, сите социјални платформи со рекламирање, со ставање на работата која што ја работиш, значи се добиваат плусови, тоа да. Меѓутоа, кај нас што се случува? Многу апликации, каде што филтри, каде што не личи клиентот на себе, така? Кој ќе го видите во живо и на фотографија различни личности. Дојдеш таму и очекуваш да направи нешто што не си,
Знаеш, тука веќе почна да се сомневаат и во другите кои што не го правиме тоа. Така. Или минимален филтр нешто ќе ставиш така, ма не и да го преправиш човекот да не личи. Така. Што бараат денеска младите, Владимир? Бидејќи еве ни следуваат матури, Тоа сакам да кажам, значи младиве, ние што сме повозрастни веќе во оваа работа, кои што веќе години работиме, а не сме толку многу активни заради неажурност, заради не сме се заангажирали квалитетот е тој, така да повеќе од овие млади веќе нови кои што започнуваат со работа, пошто се поактуелни на Инстаграм, TikTok. Постираат секој ден. Ти може не постираш секој ден. Ето така, затоа рекол се заработува од Инстаграм, од Фејсбук. Меѓутоа, квалитетот и она што ќе го сработам јас и колку тоа ќе трае, не зборам колеги мои кои што се не со години кои работиме, дека тоа кога ќе дојде невестата, примерно да во 6 наутро, дека тоа до другиот ден до 6 нема да се мрдне ништо. Да. Тоа го кажам, значи и квалитетот мора да се запази, не само нели она филтрите направеното, може тоа ќе го изведе преубаво колку тоа ќе држи. А знам дека не држи многу. Така, колку ете младите кои ви се обраќаат за да ги стилизирате, да ги нашминкате за предстојните настани кои што допрва ни доаѓаат, ги променија своите желби со времето? Што се бара и што ќе биде актуелно? Порано знам дека беа потенки веги, сега некако вегите се здебелуваат. Со вегите сите сменили направени. Па да ви кажам, ми се допаѓа тоа што малку се следи она светска, да кажам, светска мода, ајде. Less is more. Less is more, Тоа се таласи, тоа се Hollywood waves, beach waves, лабаво собрани фризурчиња, понежна шминка, трепки, туш. Тој дел значи се става задолжително, да. Меѓутоа не е веќе тоа толку многу нафракано, наставано словесно како што беше на времето. Бараат контури, бараат блашеви, бараат се тоа што го гледаат на TikTok, кој што е страшно многу значи се нападнат од сите страни. Некако многу комплицирано шминкање во стана денеска. Не е ама не е ваква пудра, па под пудрата праймер. Па затем ни тука. Контура за на емисија. Контура за во живо. Индијанец, мислам, разбираме така. Се разбираме комплетно. Да, и сега они го гледаат тоа, девојката ставила пред неја 5 ринг лајта, се препекла, значи, ништо не се познава. Убаво ќе се изблендира, убаво ќе се ќе се среди све, и тоа убаво изгледа како за на телевизија, за на телефон. Камера. Во живо, изгледаш како ратни бој индијанец. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И тоа младиве што, значи, се огледаа, веќе знаат дека се тоа финти, трикови, нели, и се освестени, тоа многу ми се допаѓа. И знаат што сакаат. Поприродно, значи. Да, знаат што сакаат, особено матурантки, особено свадби, овие што прават, кои што се гости или невестите конкретно. Знаат што сакаат и одушно што има страници кои што може да следиш, да видиш. Ако не знаеш, како рековме предска денеска, е глупаво да си глупав. Ако нешто не знаеш, тука е ChatGPT, тука се сите оние апликации, сите се. Токму така. Сакав да прашам нешто кое што исто така беше доста актуелно, баш сега го зборевме на паузата за оној 2 неделен одмор на пратениците кој што беше многу коментиран на социјалните мрежи и некако луѓето го сватија тоа распуштање дека како да заминавте, не знам, на плажа. Буквално, што се случуваше за тие 2 недели? Зошто толку многу негативен одзив имаше таа одлука? Па добро, пред се одлуката нормално да има негативен одзив, затоа што нели кога вие ќе излезете со сопштени ќе кажете не работи собранието, што очекувате дека кога највисокиот дом не е присутен во време на трагедија, дека другите ќе ве поштедат, нема да ве поштедат, можеби грешка на зборови, на одлуки, дали била исправна одлуката или не, тоа треба да се прашаат тие кои што ја донеле одлуката, иако јас не си замам себе си бидејќи сум пратеник. Мислам дека не беше исправна, затоа што минимум што може собранието е да одржи една комеморативна седница. А од друга страна, па ако ги погледнам реториката веднаш после оддавањето почит, како продолжи во собранието, тогаш можеби па и била исправна, затоа што ние немаме култура да се однесуваме во согласност со настаните.
Собранието не е дека не работело или дека ние сме биле на плажа. Биле одложени пленарните седници во собранието, меѓутоа оние пратеници, јас тоа го напишав и во една изјава, дека оние пратеници кои што сакаат да работат имаат начини да работат. Може да бидат меѓу граѓаните, каде што и најмногу треба да бидат, бидејќи се избрани од граѓаните. И јас така го сватив тој да помогнат таму каде што најмногу треба во тие моменти. Поаѓајќи од таа улога, бев меѓу граѓаните, посетив семејства на деца кои што се уште се лекуваат. Работиме закони, значи вие за да предложите еден закон треба да го сработите тој закон и верувам дека многу други колеги го правеле тој. Тука се враќаме на она генерализирање. Ајде да видиме индивидуално кои се, бидејќи ние сме 120. Не може да сме сите исти. Прво, ниту по карактер не сме исти, ниту по квалитет не сме исти, ниту како луѓе, ниту како идеолошки не сме исти. Значи, секој од нас различно функционира и затоа го кажав, ние измисливме таа колективна одговорност за да ги сокриеме индивидуалните слабости и неспособности кои што ги носиме. Така да имаше и прашања од одредени организации што сте сработили слично. Јас на сите тие пробав да дадам одговор каде сум била во таа една недела, што сум правела. Јас излегов веднаш со законски предлози, значи меѓу граѓани. Не сакам себе си сега глупаво да се оправдувам, бидејќи тоа ќе најде пак на критика, ќе речат и весизама. Имаме одговорност, не викам може како пратеник сум можела да побарам одржување на пленарната седница, но пак ќе кажам, дали одлуката била исправна или не, можеме да гледаме од две страни. Да, требало да се одржи макар комеморативна седница, но културата и диалогот во собрание дали ќе беа соодветни на ниво, по она што го гледам изминативе денови, секојдневно. Не знам, не сум убедена дали ќе беше тоа добро, бидејќи ние имаме пазата трагедија од невидени размери, значи изгубени човечки животи. Дали мислите дека на некој му е до тоа да не ги слуша нашите демагоги и приказни во собрание? Или да се навратаме еве сега на Инстаграм, да викаме дали го дигаат социјалните мрежи квалитетот или не. Па јас мислам дека повеќе се пиар отколку што нешто квалитетно се прави, затоа што ние видовме дека во време на трагедија имаше луѓе кои што сакаат да прават пиар, дека посетиле некого, дека донирале. За мене донацијата е лично чувство кое што ти како човек сакаш да го направиш или не. Не е тоа нешто за фалење, за ние вирманите да ги сликаме кој колку. На крајот од денот трансакциите се јавни, можеби некој дал и на рака пари на некој што му се нашол и не е тоа битно, ниту пак да се сликам се дека сум се потпишала во книга, на жалост, мислам. Тоа е исто така лична работа. Јас не знам веќе како од се на социјалните мрежи се прави пиар и не се нема осет за одредени работи до каде може или не може да се прави. Мислите дека ако идете да посетите некое семејство кое што е погодено од трагедијата, него му е до сликање и до вашите слики? Не, или одете посетете го искрено, или ако го правите тоа за пиар, побаво не го правете. Затоа мислам дека воопшто не се крена квалитетот со социјалните мрежи, туку само се покрена она повеќе да бидеме видливи, макар и да ги замачкаме работите, ама да се види дека нешто ние правиме. Колку политичарите станаа поголеми звезди од оние кои што вистински придонесуваат во културата, во општественото живење и во нешто би требало да се... Па тоа не треба да е така, тоа е жално, јас не знам, во минатото кога немале тие социјални мрежи, политичарите ги знаеле луѓето кои што да пратат политика и тие зборувале за државотворни работи. А некако сега не се... Знаете, ако вие па не сте, ќе ве напред дека не сте транспарентни и одговорени дека не објавувате вашата работа. Од друга страна се нема граници до каде и затоа сега се звезди и секој се знае. На почетокот напоменав колку ќе дозирате на јавноста, толку ќе има информации за вас и ќе си дозволи да оди. Ако вие постирате се, јавноста може да си дозволи да оди. Јас имам два профила, имам и на Инстаграм и на Фејсбук, и приватен и официјален. На приватниот профил не постирам да е видливо за сите, затоа што сметам дека тоа треба да е моја приватност, иако сум јавна личност. Затоа на официјалниот профил ги
споделувам сите јавни работи кои што јас ги вршам до одредена граница, затоа што пак сметам дека мора и тоа да има граници и дека не е се за јавност и за пиар правење. Владимир, кој од политичкиот свет ви се обраќа и ги разубавувате дополнително? И колку се нивните желби различни од останатите? Немам нешто од политичкиот живот. Сега мина за Тоа се или низ годините, бидејќи сепак сте нешто, тоа се кој што се мои нели пријателки. Нормални луѓе како сите. Значи дури многу понормални од останатите, да. Нема такви побарувања. Големи дури не се однесуваат како звезди. Дури внимаваат. Па мислам, овој муабет го знаеме сите. Овој муабет со години се врти дека вистинските звезди, вистинските познати личности кои што се многу понормални него поскромни него овие новиве сегашни нели звезди. Така да пак би се навратила наверојатно на вредностите, нели тие вредности што возрастните ги носат и она убавина која што ја имале и надворешно, меѓутоа и внатрешно. Да, тоа сакав да го збориме затоа што ние зборуваме за надворешна убавина, она кој што Владимир секој ден е обкружен, меѓутоа исто така ако погледнете, ја гледам и внатрешната убавина она кој што го збориме. Да, ти може физички нели сега дали си убав или не, тоа е како. На почетокот спомна јас со ова 30 годишно моје искуство, јас имам стекнал толку многу добри пријателки и пријатели на кои што сум били на свадби, на родендени и на крштевки, на најбитните денови во нивниот живот. Сме станале фамилија, им ги знам работите, ми ги знаат работите мои кои се случуваат. Едноставно стануваш семејство, фамилија стануваш. Стекнуваш такви прекрасни пријатели. Сега имаш, со некого не се кликнуваш нели од прв пат. Што е нормално, па и не можеш со секој. Некој е позатворен, некој е поотворен. Јас сум малце таков по терапевски пример, психотерапија. Малку се зезам, повеќе се шалам нели на работа да ги опуштам нели клиентките да им биде по така интересно. Меѓутоа не секој сака такво однесување, некој сака дошол да се одмори, да се изчисти мозокот, да се релаксира, така да. Да, тоа сум го слушала многу често и во такси кога ќе влеземе, нели таксистот секогаш е расположен за времето да каже што е како. Има луѓе кои што не ги сакаат овие разговори, истото и на шминкер и на фризер. Да, така. Нели различни се луѓето, затоа велиме вие сте најголемите психотерапевти затоа што вие сте тие кои што треба да му угодите нели некако на клиентот да се чувствува барем пријатно во вашиот салон. Искуството направило да препознаеш со кого како. Со кого како не можеш. Така да 100 луѓе 100 чуди како. А нета сакав да ја прашам за она кој што го зборуваме, нели некако се зборуваме физичка убавина, меѓутоа нели убавината е тоа што доаѓа од внатре. Јас мислам нели сега и за политичарите еве зборуваме и за сите луѓе нели генерално да секој се грижи за надвор како изгледа, дали ќе користиме креми, ќе се шминкаме, не знам, ќе се ботоксираме, што и да е. Меѓутоа на крајот од денот сме ние луѓе и за тоа какви луѓе сме, мислам дека тоа однадвор некако се познава. Бидејќи Владимир работи нели на она надворешна убавина, јас како професионал повеќе работам на она внатрешна убавина. И мислам дека најубаво кога го имаш балансот од двете. Да, кога работиш на она што го носиш внатре во себе, значи за мене лично не може да си убав човек а да имаш лоши мисли. Значи да си злобен, така да не сакаш да поддржиш некого за неговата успешна работа. И мислам дека ако луѓето, особено во Македонија, малку повеќе обрнат внимание на она внатрешна убавина, чистина на мислата, со која мисла стануваме. Јас искрено станувам секој ден во 5:30, зимно време, летно време во 5 часот и пола час медитирам. И веќе биде што е медитација. Медитација е кога седнуваш и едноставно молчиш во тишина. Значи не даваш можност светот да дојде до тебе. Значи телефонот е од мене на страна, не отварам социјални мрежи до 7 часот сабајле, а станувам значи 5:30. И мислам дека тие ритуали кои што на сабајле, јас лично ги правам на многу од моите клиенти, кога работиме во сесии, ги продолжуваат да ги прават, викат, Анета, стварно, многу е поубаво кога ќе се исчистиш душата, ќе се исчистиш мислата, кога нема да тргнеш со мисла на сабајле дека се е лошо, ништо не чини, кај е ова, што е, види го овај.
Еве направете баш таа вежба. Едно сабајле тргнете со убава мисла с убав и погледнете како ќе отиде денот и да се случи нешто. Не обрнувајте толку внимание. И како оди денот, ако тргнеме со на лоша мисла, со на ништо не чини, сите мене нешто ми праваат, јас ништо не успевам, како ќе биде енергијата. Така да лично од моја страна, мислам дека треба да биде баланс на она што го имаме надворешно, меѓутоа лично ќе кажам за мене убавината во прв основ доаѓа од внатре. Што мислиш, колку имаш убава чиста мисла, религијата нема да ја мешам, така затоа што секој си има свој начин, дали е христијанство, дали е муслиманство, дали е будизам, што и да е, меѓутоа да е она убава мисла која што ќе те води тебе низ денот и ќе помогнеш и на другите некогаш да излезат од некои неубави емоционални ситуации во некако полесно се поднесуваат и предизвиците кои што ги носи денот. Јас тоа баш сум го забележила со телефонот, ако кога ќе станам, не го фатам веднаш телефонот затоа што сите имаме таа навика, стануваш и да видиш што си пропуштил додека си спил. Што можеш да пропуштиш? The fear of missing out, да. Што можеш да пропуштиш? Ништо. Стравото дона да не пропуштиш нешто и затоа и така. Како нешто ќе читаш трачки, отвориш на Facebook да видиш кој што пишувал. Глупости. Сакав да ве прашам само за тоа што утре имате еден настан. Ете да ги запознаеме малку и гледачите, можеби тоа нека биде вовети за следните настани кои што ќе ги имате. Често правите настани, организирате овде во Скопје, па би било убаво да им кажеме на гледачите кои се оние теми за кои што ќе разговарате. Утре ни е вториот семинар од програмата за личен развој со мојата колешка Јасмина Арсова. Јас го водам делот на интелектуалниот развој или вкладот во емоционалната интелигенција, она што на денешен ден стварно на многу во Македонија особено им треба, а Јасмина го води оне вториот дел, спиритуалниот дел, каде што имаме чистење на енергетските блокади и медитација. Исто така ќе повторам дека со мојот развој, колку јас сум вложувала во својот развој, исто мислам дека кога имаш баланс од интелектуален развој, она што свесно или можеме да го размислиме, да го осетиме, да го разговараме, со спиритуалниот развој или духовниот развој е исто така прекрасен баланс, затоа што на крајот на денот ние сме енергија. Така да, ако знаеме таа енергија да ја избалансираме, да ја сочуваме, да ја изчистиме и на духовно ниво, и на интелектуално ниво, тогаш стварно мислам дека сите ќе усетат она поубава, повеќе желба за живот, повеќе желба за промени, повеќе желба да се колективно да се направи една убаво изменување на енергијата која што ја имаме. Така да... Постојано што ни се случува и во државата и во општеството, она што не обкружува, не може да не изгубиме желбата. Како успевате и колку временски е потребно да се одржи сесија и работа со клиент или група за да можеме да го вратиме балансот и да продолжиме натаму со она што го велите баланс помеѓу емоционално и духовно? Значи, тоа е постојана работа на себе. Значи, нема такво нешто што можам да ви кажам, една сесија, затоа што тоа не е апче што го пиете. Добро, значи не е апче за глава кој што... Немате магично ставче? Да, немаме магично ставче, значи не е нешто што ако ме боли сега или главава, ќе испијам апче и ќе помине. Тоа е, јас би кажала, животна работа, јас барем на својот развој работам, искрено ќе ви кажам, повеќе од 8 години, свесно, значи, работам на својот развој и се уште знам дека уште имам да учам и уште имам да напредувам. Меѓутоа, мислам дека ако човек стварно сака да работи на себе и да ги види измените и вкладува, значи, нели прави вклад во она што го работи, мислам дека во 6 месеци стварно веќе може да се приметат оние разлики од каков сум бил, како сум реагирал и каков сум сега. Така да тој јас, еве, една рамка, јас како што сум почувствувала и клиентите со кои што работиме, што почувствувале 6 месеци е минимум за да го видите, нели, пред и потоа. А понатаму сваќаш кога ти се отвара, нели, се сваќаш дека леле уште колку не сум знаела, уште колку имала да истражам и да научам и за себе и за другите. Така, постојаната работа е најубаво да ја вршиме на себе, но Владимир, колку вие работите постојано на себе, на усовршување техники, знаење, умење, бидејќи секојдневно се менуваат работите, трендовите, се она што ни е дадено, особено во вашиот сегмент. Така, освен што, нели, пак ќе кажам, TikTok, YouTube, ги промовираат новитетите. Така. Имаме ние обуки, имаме семинари, имаме зборевме Сараево, зборевме други градови, значи одиме, посетуваме обуки, посетуваме семинари, посетуваме надпревари, се надпреваруваме и Македонија како
како фризер и како секција што имаме ние фризерската секција, сме на многу високо скалило, да знаете само. Од каде најмногу ни доаѓаат трендовите? Тука ни е еден Истанбул, тука ни е многу дестинации од каде што често... Видете, значи, од секаде. Од секаде, затоа што секој нешто прифаќа, нели, и после тоа може да го малку измениш, нели, да го малце модифицираш, така да го моделираш и да го пуштиш како тренд и трендовите се прифаќаат, сакаат луѓето да промени, сакаат луѓето да гледаат. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние како фризери во Македонија овдека, кои што имаме и чести состаноци во фризерска комора и сме заангажирани за многу други работи, ви кажам дека сме на една многу високо скалило. Да. Моника, колку вие работите на себе и на се она што ве обкружува, за да можете секојдневно да бидете подобри и како политичар, но и како жена? Знаете како, никогаш како луѓе се наоѓаме изговори, за сите имаме време, освен за себе. Се трудам многу, па можеби изминатите 10 години да работам на моите здрави навики и на мојот развој. Она што го кажа Анета како вежба, сум го пробувала многу пати, да излезам со мисла и да кажам сега и да ми пресече некој пат, ништо нема ниту да опцујам, ниту да се изнервирам, туку само ќе подзастанам, ќе му кажам повели. Не секогаш успевам, можеби тоа е вежба и треба време, но се трудам да работам, да се развивам себе си во нешто подобро. Ние сме постојано подложни најчесто на критики, кога нешто добро ќе направите, за жал многу малку само ќе ви го признаат трудот или пофалбите, но гледам и тие критики, оние кои што се нели издржани и објективни критики, да поправам нешто по однос на тоа, тргнувајќи од мене лично. Инаку, и јас имам така ритуали, се станувам на сабајле во 7. Мислам дека без разлика што нели нашата професија нема работно време, се трудам да го задржам барем оној баланс кој што сум го имала во адвокатурата за работно време, затоа што денеска сте едно, утре нешто друго ќе работите, меѓутоа навиките кои што ги создавате секогаш ќе бидат дел од вас. Вежбам на сабајле затоа што тоа ми ја празни негативната енергија и сега уште тој дел со телефонот треба малку пробам да го избегнам. Иако кај нас некогаш стануваш и гледаш дека имаш 200 пораки, мислиш дека кој знае што се случило во текот на вечерта, уствари тоа некој му текнало вечерта дека заборавил во текот на денот нешто да ти пише или да каже или да побара нешто. Така да и на тој дел треба да малце поработам. Мислам дека најдобра. Да, ми кажуваат од режија веќе готово, треба да ја завршиме емисијата. Многу ми е драго некако што бевте заедно со нас и мене лично многу брзо ми помина времето. Не знам за вас, така некако интересен разговор, баш ми е драго. Сакам да ве поздравам, да ви посакам се најубаво на сите и повторно да ни дојдете. Благодариме. Ете така, почитувани гледачи, останете заедно со нас, се враќаме за кратко.